Добро утро, се вклучуваме од пред Министерството за труд и социјална политика. На линк денеска со нас е министерката Јагода Шахпаска, со која што имаме интересни теми за разговор. Добро утро, министерка, и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав за вашите гледачи. Интересна и актуелна е деновиве на темата околу нови случаи на заболени од COVID-19 во градинките. Може ли да објасниме за нашите гледачи што всушност се случува, на кој начин се прави контрола и дали можеби доколку продолжи овој тренд на пораст би можеле да очекуваат гледачите дека ќе се затворат градинките? Уште со отварањето на градинките на 9 септември ние бевме соочени со навистина голем предизвик, затоа што пред се и над се најважно здравието на сите граѓани, меѓутоа на децата кои што почнат да посетуваат градинка, за нас представува врвен приоритет. Ја следиме состојбата, правиме редовни контроли, на дневно ниво добиваме извештаи како се движи состојбата со ново појавени позитивни случаи, како на вработени, така и на дечиња, и вериме дека состојбата се уште под контрол. Зошто? Затоа што бројот на деца кои што се позитивни во однос на вкупниот број кои што посетуваат градинка во изминатите, сега можам да речам скоро 2 месеци, се уште зборува дека се почитуваат протоколите, здравствената состојба на децата е добра, истото се однесува и за вработените. Во јавноста ги коментираат бројките што ги реферуваме во однос на број на лица што се во изолација. Меѓутоа, ако еден неговател е позитивен, тој повлекува со себе во изолација најмалку 15 деца и неговиот колега кој што работи во истата група со деца. Затоа бројката на изолирани делува, да речам, голема и граѓаните ги поставуваат овие прашања кои се многу легитимни. Ние вршиме контрола преку нашите инспекцијски служби во тоа дали се почитуваат протоколите и сме направиле надзор на повеќе од 100 градинки. Правиме вонредни контроли таму каде што при посета нашите инспектори констатирале дека доследно не се почитуваат протоколите и врз основа на тие вонредни надзори се даваат насоки да се отстранат недостатоците и после тоа повторно се следи состојбата. Истовремено, Државниот здравствен и санитарен инспекторат, кој што е надлежен за спроведување на мерките од протоколот врз основа на нивната ингеренција како здравствени власти, направи контроли на повеќе од 90 градинки, што значи секојдневно сме во тек со состојбата на терен. Здравствената состојба како на позитивните деца, така и на позитивните вработени во градинките е добра. Имавме само 2 хоспитализации, на едно детенце и на еден возрастен вработен, меѓутоа голем дел од нив излегуваат од изолација и голем дел од нив и се враќаат во градинките, како деца, така и вработени. Значи тоа е еден динамичен процес. Одат во изолација, па кога помине периодот на изолација согласно решението, си се враќаат во градинките и вработените дечињата. Може ли да споменеме бројка? Каква е состојбата еве до денеска? Колку деца и негователки и воспитувачки се во самоизолација? Значи, бројката за изолација со вчерашна дата, последната бројка е 482 деца се во изолација и 77 воспитувачи, негователи вработени во градинките. Вкупната бројка на позитивни, говорам од 9 септември до вчера, е 26 позитивни дечиња и 92 вработени. Значи, во тие вработени не се само воспитувачи и негователи. Тука влегуваат градинари, готвачи, луѓе кои што помагаат, хаусмајстори, така да не е таа бројка директно само на воспитувачи, туку збирната бројка на вработени во градинка.